Слушајте се. Бидете умни и слушајте. Здраво и добродојдовте на мојот YouTube канал Дома со Леа. Да се представам за оние што првпат ме гледаат тука, моето име е Леа и јас сум мајка на 9-месечниот Зафир и на Зара, која набрзо ќе полни 3 години. Редовно објавувам видеа од самиот почеток на мојата нова улога мајчинството. Овие 3 години доживеав секакви промени. Се запознав себе си како личност и многу работи околу човековото однесување ми станаа јасни благодарение на наблюдувањето на моите мали човечиња низ сите развојни фази во кои минуваат. Во ова видео ќе ви раскажам токму за тоа. Што се шеми и што треба да правиме кога ги забележуваме. Слушај се. Пред да навлезам подлабоко на оваа тема, сакам да ве прашам дали вие ги користите Now Foods суплементите. Now Foods суплементите се произведени по највисоки стандарди, доколку сакате витамини кои не се синтетски, се без ГМО, без вештачки бои, без вештачки засладувачи. Тогаш Now Foods суплементите се ваш избор, исто како што се и наш. Што се шеми? Не зборувам за дневни шеми, за тин шеми, за шемаджии, туку за концептите по кои човечкиот мозок им дава смисла и прави структура на нештата околу нас, на појавите, на нивната поврзаност и на сите поабстрактни концепти кои што ни се неопходни за да го разбереме светот околу нас. Францускиот психолог Пиаже го истражувал ова и ги открил и објаснил шемите како ментални рамки во кои децата ги групираат искуствата од сличен вид. На тој начин, нивните мозочиња градат основа за разбирање на реалноста и на светот околу себе. Сега ќе си речете како овој Пиаже има врска со нас денес и сега, но одговорот ќе го дадете самите на овие прашања. Дали вашето дете некогаш повеќе сака да ја фрла играчката отколку да си игра со неа? Дали вашето дете сака да се качува по мебелот и да скока? Дали некогаш детето е позаинтересирано за опаковката отколку за самата играчка? Дали некогаш вашето дете сака да се пика во кутии, во шкафови, во фиоки, под маса или на други необични места? Па, драги мои, сето ова е манифестација на шемите на Пиаже. Сите овие однесувања почнуваат ненадејно, можат да траат неколку минути или неколку денови и завршуваат исто така ненадејно. Тоа се шеми. Притиснете лайк и сабскрајбнете се доколку се уште не сте го сториле тоа. А јас ќе ви објаснам неколку од најчестите шеми кои што постојат, како да ги препознаете и што треба да правите додека траат за да не го попречите природниот развој на мозочето додека детето е во ваква шема. Шемите, како интензивни периоди на учење, ги има многу и се на различни теми, меѓутоа како најчести ќе ги издвојам овие 9. Шема на траекторија, шема на содржање, шема на транспорт, шема на ротација, на обвивање, на ориентација, шема на позиционирање, на трансформација и шема на поврзување. Пред да ги објаснам, имајте на ум дека вашето дете не мора да мине низ секоја од нив или да го манифестира тоа со своето однесување, ниту пак нешто значи доколку во некоја шема се задржи кратко, 5 минути, а во друга е заинтересиран 5 недели. Ајде да ги објаснам поединечните шеми за да видите како ќе ги препознаете. Детето сака да полни садови со песок, со вода или со ситни играчки. Сака да ги раскрева играчките, сака да реди предмети во кутии или во кеси. Сака да влегува во кутии, во леѓани, во кофи. Друга шема. Детето сака да ги замоткува куклите во марами или покривки, се покрива или мота самото, се пика под тепих или во навлаките на мебелот. Си ги бои рацете комплетно со боја, ги замоткува во тесто или во пластелин. Трето. Детето сака да виси со главата надолу, да си гледа низ нозете, да се качува и седи високо или да се пика под мебел, или да ги реди играчките наопаку. Следно, детето сака да реди предмети во долга линија, да гради вовче со коцките, одбива да јаде ако се измешани со стојките на храната, или плаче ако нештата не ги ставите на свое место,
туку ги ставите малку поинаку или подалеку од вообичаено. Детето обожава колички, тркалца, сака да ја гледа пералната или самото се врти во круг. Детето сака да ги треска играчките од земја одново и одново. Ја фрла храната или приборот додека седи на хранилката. Сака играчки на навивање или колички, сака да се искачува, да скока, да паѓа или да трча по замислена линија. Може би сака да гледа во вода што тече, како чешма, или да притура вода самото. Следно, детето сака да бутка количка, да ти донесе нешто, да ги наполни рацете со играчки, да ги шета, или да собира камчиња во паркот за да ги однесе дома. Дали сака да меша бои или пластелин, дури не добие само кафеава нијанса? Дали истура храна во сокот или обратно? Дали сака да се преправа и маскира и кога не е прочка или 1 април? Детето сака да гради со коцки, да лепи, да реди сложувалки или да гради мостови. Сигурна сум дека си го препознавте детето, барем во пола од примерите што ги наброив. Можеби, како и мене кога го читав ова прв пат, ве фати срам што сте мислеле за своето дете пред да го знаете ова. Дека е чудно, немирно или смотано во ситуации кога манифестирањето на шемите го надвладеало нормалното однесување кое што сте го очекувале од него во моментот. Да, дете што скока или што фрла храна е немирно или непослушно. Но јас се го представувам тоа малце посликовито, како во моментот неговиот мозок да прави апдейт. И што правиме кога нашиот компјутер или мобилен прави апдейт? Не го гасиме и не го форсираме со други апликации или програми. И токму тука доаѓаме до најважниот дел. Што треба да правиме ние, како родители, во врска со шемите кои што ги пројавува нашето дете? Прво, треба да разбереме зошто се важни шемите. Ќе се обидам да ви дадам еден краток пример. Многу од нас се возачи и возат автомобил секој ден. Автомобилот го возиме по права, замислена линија или по обележана патека. Не сечеме кривини, не упаѓаме во други ленти и не претекнуваме без врска, туку по правил. Тоа е успешно служење со шемата за траекторија. Понатаму имаме осет колку треба да го завртиме воланот за да влеземе од една лента во друга или да фатиме одредена кривина. Вртиме тркало со рацете за да ги насочиме тркалата на автомобилот кои во моментот не ги гледаме. Погодувате. Тоа е успешно служење со шемата на ротација. Потоа ќе дојде моментот кога треба да ја паркираме колата и можеме без да излеземе од колата да процениме дали одредено паркинг место ќе не собере и под кој агол треба да ја завртиме колата за да влеземе во него. Тоа е служење со шемата на содржење. Се надавам ви доловив колку е голема важноста на шемите во развојот на мозокот. Сега, второ што треба да го направиме како родители, откако сме ја сватиле важноста на шемите, е да наблюдуваме. Тоа значи да гледаме што детето прави, без да даваме инструкции, без да упаѓаме, без тоа да забележува дали гледаме или не. Доколку не се вмешуваме воопшто, само така нема да го прекинеме процесот на учење кој што се одвива во овие многу интензивни периоди на учење. И уште една многу важна работа која што ни ја носи наблюдувањето, тоа е контролата. Секако, во секоја ситуација, ние сме возрастните и ние одлучуваме за нештата. Така, со овие сознанија и со наблюдувањето, можеме да одлучуваме каде и како ќе оставиме шемите да се реализираат. Ако детето фрла играчки или храна, наше е да ги земеме предметите кои што не сакаме да бидат фрлани и да ги замениме со предмети кои што е во ред да бидат фрлани, како што се гумени топчиња или други играчки. Во таа смисла, наместо да влегуваме во конфликт со детето за неговото однесување, кое што тоа ниту може да го контролира, ниту пак знае што му се случува за да се одбрани, ние ја преземаме целокупната контрола над ситуацијата, се поштедуваме себе си од конфликт и го поштедуваме детето од непријатни емоции и едноставно оставаме да се случува интензивниот развој, когнитивен развој на детето во моментите во кои што природно се јавува кај него.
Се надевам дека ова видео ви е од корист, дека ги разбирате шемите и дека знаете што да правите и како да ги препознавате, нели, кога ќе се јават кај вашето дете. Можете да продолжите да истражувате на темата доколку ви се виде интересна, затоа што има уште многу шеми кои што се во игра, кои што се јавуваат почесто или поретко кај некои деца, но за почеток доволно е да ги знаеме овие кои што се јавуваат најчесто, и тоа кај деца веќе од 6-тиот месец, значи уште кај бебиња. Шемите можат да се појават најрано околу 6 месеци возраст, кај некои деца дури и порано, и најчесто се манифестираат се до 6 години возраст. Они се манифестираат и понатаму, меѓутоа се надоградени со по-комплексни сознанија кои што децата ги стекнуваат во текот на образовниот процес. Најважно за родителите е да не го попречуваат развојот кој што природно се јавува во текот на манифестирање на шемите. Дополнително можете доколку сакате со различни активности, со ротација на играчки и со други слични методи да го поттикнете развојот кој што се случува во овие периоди. Исто така, многу важен дел за поттикнување на развојот на мозокот е користењето на омега-3 масните киселини, посебно во формата DHA. Омега-3 масните киселини се од големо значење за општото здравје на детето, за подобрување на нивното когнитивно и бихевиорално функционирање. Доказите од експерименталните студии покажуваат дека овие нутриенти ги регулираат бихевиоралните и неврохемиските аспекти кои се поврзани со нарушувањата во однесувањето. Одговор на стрес, депресија, агресија, раст, меморија и когнитивните функции. Недостатокот на омега-3 ја нарушува функцијата на мозокот и ја отежнува состојбата кај децата со дефицит на внимание. Придобивки од редовното конзумирање на омега-3 масните киселини е поддржан детски когнитивен развој, подобра координација на рацете, подобри социјални вештини, зголемена концентрација, подобар вид и олесната функција на очите, го подобрува и читањето и меморијата. Од другите улоги на омега-3 масните киселини го издвојуваме кардиоваскуларното здравје, бидејќи го подобруваат крвниот притисок и вискозноста на крвта, имуниот систем, со што ги заштитуваат децата од алергии и астма во раното детство. И за сето ова, тука се Now Foods со својот DHA Kids производ, односно концентрат од природно рибино масло со највисок квалитет, кое што доаѓа во меки капсули во форма на рибче, има овошен вкус и нема ни траг од оној непријатен мирис на риба што го имаат другите рибини масла. Се надевам сето ова ви беше интересно и ве поттикнува да го наблюдувате своето дете и да одговорите подобро на неговиот когнитивен развој.